Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Квалитетот на образованието со СДСМ и ДУИ е во константен пат. Квалитетот на образованието кое го добиваат учениците и студентите последниве 6 години, од година во година е се полош. Најновото рангирање на Центарот за рангирање на светските универзитети бележи пат од 26 места на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Од катастрофалното 1964 место на кое УКИМ бил позициониран лани, сега е на 1990 место. Падот на оваа листа е континуиран од 2019 година и е вкупен пат за 174 места. УКИМ е зад регионалните универзитети кои порано биле негова конкуренција. Имено, со СДСМ и ДУИ, УКИМ е зад универзитетите во Белград, кој е рангиран на високо 362 место. Зад универзитетот во Љубљана, кој е на високото 428 место. Зад Загреб, но и зад Нови Сад и Риека, кои се под 1000-тото место. Со СДСМ и ДУИ на власт, УКИМ е и зад универзитетите во градови како Крагујевац, зад Нишкиот универзитет кој е на 1688 место и универзитетот во Осијек кој е на 1925 место. Почитувани граѓани, она што е важно е да се нотира дека при рангирањето универзитетите се оценуваат според 4 мерки: образование, можност за вработување, настава и истражување. Со СДСМ и ДУИ, УКИМ не само што не е во првите 1000 универзитети, но се соочува и со сериозен предизвик од следната година да не биде ниту во првите 2000 универзитети. А тука вредно е да подсетиме дека СДСМ ветуваше зголемување на квалитетот на образованието и подобри услови за студирање. 6 години не само што нема подобрување, напротив, секоја година состојбата во образованието е се полоша. СДСМ и ДУИ системски го деградираат УКИМ како што тоа го прават со целата држава со години наназад. Свесно не се инвестира во инфраструктурата на универзитетот, во научен материјал и не се одобруваат средства за истражување. Студентите пак, кои завршуваат со студии, полесно доаѓаат до работа надвор, наместо во Македонија. Почитувани, ова е уште еден пораз за Македонија. Односот на власта на СДСМ и ДУИ кон УКИМ и воопшто кон високото образование во целина е потценувачки. ВМРО ДПМН со доаѓањето на власт ќе го промени тој пристап и високото образование ќе се врати на пиедесталот на приоритетите на владата. Ви благодарам. Дозволете ми да прочитам прашање кое што пристигна од телевизија Сител и за истото да дадам одговор. Ваша реакција за состојбата со мостот Беласица. Дали советничката група на ВМРО ДПМН во градот Скопје планира да предложи нешто за побрзо надминување на оваа состојба? Апелираме, додека не е предоцна, надлежните служби во град Скопје, но и во централната власт да излезат на терен, да ја проценат фактичката состојба и веднаш да реагираат. Со оглед на фактот колку се неефикасни во работата, очигледно нема да станува збор за месеци, туку ќе требаат години ова да го решат. Постојат надлежни институции, експерти, кои тие, доколку не знаат, треба да ги советуваат што да прават понатаму. Советничката група на ВМРО ДПМН на следната седница, согласно надлежностите кои што ги има, ќе побара информација за тоа што се превземало во меѓувреме во врска со реконструкција на мостот, затоа што оваа ситуација мора итно да се реши. Ви благодарам.